27. јуни 2023 година, утрински печат на Слободна ТВ. Како што е вообичаено, за настаните од светот колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. За волја на вистината ја имаме Украина и имаме Русија како тема број 1. Меѓутоа предлагам, Андоновиќ, да почнеме со Косово, бидејќи чувствуваме дека таму тензијата се зголемува или се намалува. Па, од страна на Белград, потегот на дипломатскиот потег, независно дали е под меѓународен притисок или како што вели унгарскиот премиер Орбан, под негова заслуга, но владата во Белград и председателот нивен Вучич се согласија и ги ослободија тројцата уапсени специјалци кои пред повеќе од 2 недели беа фатени на српска територија и уапсени под образложение дека под сомнение практично дека биле инфилтрирани внатре во Србија за да прават саботажи и терористички напади, беа уапсени. Тогаш Белград обвини дека Косово сака да дестабилизира Србија. Косово ја обвини Србија дека тие се киднапирани со цел Вучич да се одмазди за апсењето на србите кои протестираат повеќе од 2 месеца во српските општини на Косово. Тука се направи една огромна тензија, таа и натаму трае, но ми се чини дека од една страна, барем дипломатски, Белград еве рече ние ги пуштаме. Орбан излезе, унгарскиот премиер, и рече дека тој е посредникот, тој го убедил Вучич дека е добро тие да бидат пуштени на слобода и сега тие се пуштени на слобода. Сега на потек е владата на Курти, бидејќи со овој потек практично Белград покажува желба за намалување на тензиите, доека Курти натаму ја има онаа тврда политика, криминалците да се уапсат, не ја повлекува својата полиција, специјална, нешто што е барање и на меѓународната заедница и на владата во Белград. Шефот на американската дипломатија или на Стейт департментот, Ентони Блинкен, кој се смета дека е поважен овака во светската дипломатија, го укори Курти и веќе му рече дека треба да излезе Курти во пресред на барањата и на србите на меѓународната заедница, а тоа е да ги повлече градоначалниците кои се во српските општини и кои во моментов представуваат иритација за тамошните срби, бидејќи албанските градоначалници се со од 2% доверба, а управуваат со српски општини. Дали во оваа порака на Блинкен и воопшто на дипломатите од Европската Унија има намера да се притисне косовскиот премиер да почнат подготовките за избори? Декларативно притисокот кон Курти е огромен, декларативно велам, бидејќи изминатиот период ние подолго време зборувавме дека за прв пат од кога е косовскиот конфликт меѓународната заедница не повеќе на страната на Белград, одошто на Приштина, бидејќи Приштина и Курти иритираат и се спротивставуваат на меѓународната заедница, но еве повторно притисоците кои беа први и најголем беше врз србите, односно врз Белград. Според мене, лично мислам дека помалку опасно беше тие тројца што се уапсени во Белград, да не се врши таму дипломатски притисок, туку многу е поопасно она што се случува во ескалацијата во српските општини. Значи, ако гледав по некоја моја новинарска логика, јас очекував дека првин ќе биде притиснат Курти, првин да ги дислоцира тие градоначалници. Второ, според мене, да ја повлече косовската специјална полиција, бидејќи зошто е таа специјална полиција таму? Косово, иако се уште се бори, не е скроз независна држава, се уште се бори за својата независност, има статус на протекторат, имате еден квор таму кој може и текако и подобро дури од косовската полиција да излезе во пресред на немири на безбедноста. Но притисокот повторно некако се насочи на Белград. Зборувам по мојата новинарска логика и можеби најневажната работа у овој конфликт, тројцата уапсени. Хајде да не се лажеме, тројца уапсени, униформирани лица на странска држава фаќате на ваша територија. Што треба да им правите? Логично е да бидат уапсени, приведени да се прави истрага. Но повторно некако притисокот се прекрши врз Белград, според моје некој размислување. Еве го сега Вучич направи еден добар дипломатски потек, еве и
тој аргумент го тргаме, што е следно, а од друга страна повторно би требало да се фокусира притисокот на Курти. Притисокот на кон Курти е јасен. Мора да ги дислоцира тие градоначалници, да формира заедница на српски општини и побрзо да се направат тие избори во тие општини, да дојдат србите, бидејќи они се мнозински таму во таа локална самоуправа, бидејќи многумина смета дека оваа состојба веќе станува неодржлива, бидејќи луѓето на Косово се бунат, овие во северот на Косово, односно српското малцинство, но и се случува уште една работа, Курти наспроти тоа се уште како да долева масло на оган, изминативе денови повторно има апсења. Јас сега не навлегувам дали се тоа криминалци, не се криминалци, но во секој случај тоа се срби кои во најмала рака очекував меѓународниот притисок да се скрши врз Курти, првин да повлече таа полиција и тие градоначалници. Антоновиќ, не знам дали ќе се согласите со мојата предпоставка, повеќе е впечаток отколку сознание. Види, ова јас што го зборуваме моje размислување, така впечаток, не знам, не е, тоа е логиката на нештата. Е сега Меѓутоа станува збор за гледање на работите, со оглед дека вие начинот на кој што ја гледате ситуацијата ме потикнува да искажам некое свое гледање. Мислам дека овие тројца специјални војници, специјални представници на силите на Косово, всушност не се приведени, уапсени, заробени на косовска територија. Што значи дека ако се фатени на српска територија, тоа е логиката. Да, тоа е провокација. Сега Приштина излезе одма и рече дека тие се киднапирани од административната граница, каде што е ни моја ни твоја. Сега ние не можеме тука да дебатираме и да тврдиме нешто не знаеме, можеби е и така. Еви да е така. Мојата предпоставка или мојата, како да речеме, размисла во овој поглед е дека Косово може да се служи постојано со одредени провокации што ќе го иритираат раководството во Србија, за да не дојде до забрзување на процесот на подготовки на изборите. Она што го гледам изминатиот период е дека Белград, за разлика од минатот и од претходните раководства, каде што имаше доста воинствена реторика, каде што нели се оде, Вучич го гледам и таа гарнитура се обидува да ги смири страстите, дури и на своја штета ми се чини политичка, бидејќи секако ова пуштање на овие тројца припадници на косовските сили, секако во Белград и во опозиционата јавност, тој ќе биде оценет како ваков и таков, но тој подолго време повторува дека сака да избегне било каков конфликт, дека го обвинува Курти, дека Курти сака војна, и сега овој гест што го направи, јас повторно ги кажам, ќе очекуваме да видиме дали колку е сериозна оваа изјава на Блинкен, кој порачува дека владата во Приштина сега треба да преземе некакви мерки, а тие мерки се тие. Први да ги дислоцира градоначалниците, кои косовската специјална полиција се уште ги обезбедува во општинските згради во српските општини, каде што нели иритирани србите од целата таа состојба, а дополнително се изиритируваат со тие апсења. Повторно ги кажам, ние не можеме да знаеме, можеби е вистина дека србите ги киднапирале овие тројца, ги ставиле на српска територија, па прикажале аргумент дека упаднале. Можеби, не знаеме. Можеби овие што се апсат во северниот дел на Косово, можеби се вмешани во овие немири пред 2 месеца, каде што имаше многу повредени, можеби вистински, не знаеме за кого работат, што работат. Затоа велам, ние мора да се оградиме, но можеме да изанализираме што се случува и некако да логицираме што во моментот се случува. На Косово има тензии, сериозни тензии, големи тензии, можеби најголеми од изминативе години. Овој гест на пуштање на слобода на тројцата косовски специјалци, моje лично мислење на многумина е дека треба да дојде до некакво намалување на тензиите, но од друга страна тука Белград сака да добие некои политички и дипломатски поени и ги добива бидејќи е поздравен од меѓународната заедница, но да видиме сега другата страна кој потек ќе го направи. Курти најавува некакви потези за намалување на состојбата, дека некој дел од единиците ќе повлече, но се уште не гледам дека ќе се организираат воредни локални избори во српските општини, каде што во администрацијата на тие општини ќе влезат нели срби, бидејќи не за друго туку се мнозинство, а малцинскиот градоначалници на овие 5 општини албански се избрани од оние 2% албанци кои живеат, бидејќи овие па нели ги бојкотираа изборите. Ќе видиме како ќе оди у текот на денешниот ден, но што и да се случува, ќе се случува во наредниве денови. Морам, бидејќи ќе одиме на втората тема Украина,
Украина и она се што се случуваше со Русија пред се, сега не е ни Украина толку главна колку што е Русија. Таа вечер подсенка на оној така наречен поход на Пригожин кон и заканите. Тој беше обид. Да, и закани повеќе. Се подигна многу тензијата на Косово. Јас, бидејќи ги следам состојбите, таму се подигнаа многу тензиите, бидејќи знаеш кога почнува едно колективно лудило, секој гледа да приграби нешто и затоа и беше опасна таа состојба и покрај тоа што некој ја контролираш. Да, и покрај тоа што повторно ќе го повторам зборовите од вчера, тоа беше смешно да се помисли дека можат 5000 5000 платеници да освојат Москва, кај ќе стигне онда. Не можевме да тврдиме, можеме да претпоставуваме. Така да, Косово што се однесува да го затвориме кој темата, ќе следиме наредниот период што ќе се случува. Она што го посакува меѓународната заедница и она што го сакаат србите на Косово и Белград е правење брзи избори, формирање на заедница српски општини и стабилизација на кревката состојба. Она што сака Курти, според изјавите, да се тоа во ред, но мора прво да ги исчистиме криминалците како што вели тој, бидејќи утре кога ќе биде заедница на српски општини, ќе може потешко да ги реализира тие работи, затоа ќе видиме ова лето што ќе се случува. Да ја почнам реченицата со вашиот последен збор. Имаше во 60-тите години еден филм Долго топло лето. Ние сме практично сведоци на вистина на едно долго политичко. Секоја година ако приметуваш Долго топло лето. Да, но ова политичко мислам за прв пат ќе биде во нашиот поблизок регион со една ваква ситуација на неизвестност и во поширокиот регион повторна ситуација. И да ја повториме онаа што го зборевме, можеби секогаш била волку комплицирана состојбата во светот, но немало толку онлайн медиуми од секунда во секунда све да објавуваат. Да, можеби полно тоа се нели фейк ньюс, полно тоа се и предимензионирани вести, како што беше предимензионирано и она пред некој ден дека готово Пригожин ќе го руши Путин по урнекот на Спартак во Рим, овој во Москва ќе влего и така тоа. Видовме како тоа заврши. Денеска светот. Јас сакам тука да ја почнеме таа тема. Не само што видовме како заврши тој обид, има продолжение во представата на ситуацијата. Андоновиќ, навистина ли може некои одредени служби да поверуваат или тоа всушност беше свесна медиумска манипулација да се подгреваат ситуациите дека Москва ќе падне? Не, службите тоа го знаат подобро од службите да 10 години унапред тама работа они да паднат. Не, они не поверуваат, туку свесно да ја прават таа представа. Да, медиумски беше и никоме ништо. Значи, што се повторно ќе се вратиме исто. Платеници не може да бидат лојални на држава. Платеници, самиот збор кажува, чим си платеник, кој плати повеќе ќе се бориш за него. Во конкретниот случај, повторно ќе кажам, платеничката група Вагнер заврши голема работа. Работеше во служба на Русија. Огромен дел од тие борци се бореа за таа Русија. И сето тоа. Но, одлучија во Кремљ дека таа треба да се врати платеничка армија во одбранбениот систем и одбранбениот систем на Русија. Зошто? Бидејќи овака како имате газ, да тој може се и се што да посака, а овака сепак имате контрола. Платениците колку и да се обучени не се образувани да се однесуваат војните правила, обичаите на војната, конвенционално однесување, дисциплина, норми, стандарди, сето она што војните лица во Македонија, ќе ги викнеме некој од нив, тука го имаме и професор Хаджијанев, и он тоа подобро може да го објасни, бидејќи војник има свој однесување кодекс, таа униформа. Од друга страна, платениците на Вагнер имаше дел кои беа вистински лојални луѓе кои се војници во пензија, тргнат и така тоа, но имаше многу затвореници, криминалци кои ја добија шансата да си ја купат слободата, нешто како гладиаторите во Рим. Повторно ќе кажам, и сега ние го имаме еден Пригожин кој ќе му го видиш CV-то, што бил и како бил се, само не бил стамен човек кој живеел по правила и прописи, туку бил таков каков што бил. Што се случи, имаше неколку опции, ние вчера ги зборувавме, од тоа дека ова беше све договорено за Кремљ да има алиби да прогласи општа мобилизација, бидејќи овака нема. До тоа дека Пригожин премногу, како и секој човек, си доби нереална слика колку е моќен да се обиде да го руши Шојгу и целиот тој генералштаб таму. Имаше до тоа дека да биде
новиот лидер во Москва безмалку Имаше он амбиции, меѓутоа нема капацитет, ајде да не се лажеме, до трета работа и да е инструиран од меѓународните разузнавачки служби, па никој не сака со платеник да соработува, се знае. Па и тој непријател ако го плати платеникот, се ризикува некој да го плати повеќе да се врати. Пригожин исчезна. може ли да Се договори да оди во Белорусија и од тогаш му се изгуби целата трага. Вчера Владимир Путин вторпат според мои некои гледања нелогично се обрати во јавноста. Според мене, тоа не значи дека сум ја во право, каде што поздрави дел од војниците на Вагнер, ги пофали дека се големи војници, едниот дел им даде три опции, да го скратиме. Едната опција е тие што не учествувале во пучот и во бунтот да се интегрираат во руските вооружени сили како одредена воена единица или веќе не знам што. Втората опција тие да потпишат изјава дека да, значи тие да влезат во регуларна, каде што ќе бидат по тој кодекс и закон воен на обичаи на водење на војна. Втората опција е секако тие што учествувале во пучот и покрај најавите сепак нема да им се тргне таа кривична одговорност, значи ќе бидат санкционирани, што е логично бидејќи тргнале против држава и третата опција е тие што веќе отслужиле да се тргнат и мислам дека и за Пригожин се зборува дека се уште е дека и покрај најавите сепак ќе биде да кажеме гонет поради ова, но веројатно веќе ништо нема да чуеме за него бидејќи што и да се случи нема да биде важно. Веројатно договорот со Лукашенко да се тргне. Сега се поставува друго прашање, прашањето како ќе се воспостави целата контрола, ја верувам дека ќе се воспостави. Знаеш како, кога ќе тргне некој кон државата секогаш која и да е држава, може да ги стави работите под контрола. Не може поединец против држава, не може колку и да е моќен поединец, колку и да поседува. Сме го гледале тоа секаде, да не ги дам прамерите. Сега проблемот е понатаму, уствари не е ни проблем, дека сега треба да видиме како ќе се организираат Вагнер единиците во Африка и во Азија. Зошто? Бидејќи тие и натаму треба да ги застапуваат руските интереси, онаму каде што руската легална и формална политика не сме да реагира, како што е Сирија, како што е Либија. Како тие Вагнер единици ќе функционираат таму, ние подолго време, јас бидејќи подолго време ги следам таму состојбите, знам дека одредени команданти во Либија и во Сирија подолго време како да полека се дисконектира од Пригожин и ја водеа тие војни операции вон однесувањето на Пригожин, така да ми се чини дека Пригожин е веќе заменет со нешто друго, а образложувањето е дека Вагнер ќе премине во руски регуларни сили. Андониевич, не само што ја спомнавте Африка, туку и имав прашање во делот на состојбата со развојот на настаните меѓу големите сили на овој континент. Имено, Африка е факт неспорен дека има многу ресурси. Кина и Русија сега сакаат во рамките на своето богатство, на своето влијание, на своите интереси да влезат колку што можат повеќе во Африка, но тоа ги нарушува односите на Франција, на Соединените Американски држави и другите големи колонијални држави. Да тргнеме Франција и Британија, они веќе се и покрај обидот банкарски тоа да го прават, колонијални не се, беа протерани од Мали, нивната легија страни, значи за Франција не би сакал да зборувам. Поентата ми е друга. 60 години тие не успеа да направат демократија во Африка, 60 години, и 60 години не направија тие држави да стојат до нивото да бидат развиени или средно развиени. Кинезите што направија? Направија со една мека политика, појас и пат, направија, не влегуваат со војска, не влегуваат со ништо, влегуваат со ефтини кинески кредити, со изградба, со она што на оние сиромашни луѓе им требаат. Нив е полесно е да им дадеш ефтини кредити, да ја направиш онаа пруга од рогот на Африка, Јужноафричка република, да оди горе до Египет или до каде веќе оди. И тука веќе економски Кина е многу инволвирана. Отвараш работни места, даваш ефтини кинески кредити. Сиромашните луѓе повеќе полесно ќе влезат. Го гледа конкретниот живот. Ќе влезат тука, ќе ги задужиш да бидат зависни од тебе, наспроти оној старомоден и некој веќе да кажам каков пристап
туриста префрли војска и степај ги луѓето и држи ги под контрола. Тоа го правеа Русија и САД на некој начин изминатите години. Американците се фокусираа изминатиот период на Африка, како да им текна дека постои уште еден континент, направи африканска команда, инаку нема африканска воена команда. Во меѓувреме се испадна Судан и обидите на русите таму да инсталираат поморска база од Судан, затоа има таму граѓанска војна каде што двете фракции се борат, па едната ја поддржуваат. Во Централна Африканска република се Вагнер, кој демек по барање на тамошната влада, Вагнер им го плаќаат да ги заштитува тамошните интереси на таа политика. Го имаме и Чад, ми се чини да не ги набројувам. Од друга страна, кинезите идат економски, сега ќе видиме што ќе направат американците. Франција како поранешна колонијална сила и Британија, дали одат преку САД, дали одат преку НАТО, тоа можеме да разговараме уште многу време, но видовме дека Франција како поранешна колонијална сила ги остава тие некако колонии. Еве Мали го спомнавме, го гледаме и она што се случува на Пацификот, некако французите се колонијално минато, барем што се однесо до сегашната политика, додека што се однесо до британците, за нив секогаш ќе кажеме дека тие се тие чии интереси ги застапуваат Соединетите Американски држави. Од прилика тоа така изгледа, велам. Не случајно Британија се повлече и од Брекзит, направи Брекзит, се повлече од Европската унија и се направи една англосаксонска коалиција неформална. Знаеме дека на Пацификот Австралија е со нив, англосаксонска, Канада е со нив за некои други работи. Значи, се на се направи една англосаксонска коалиција, каде што САД водат, но британците се веројатно логистичарите и инспираторите. Франција е оставена сама, гледаме дека Макрон не годува на некои потези на нивните вечни историски ривали Лондон. Кина од друга страна или од трета страна има еден мек пристап, ја затоа велам и за Тајван. Тие одлучија Тајван да го инволвираат во својата држава, иако треба уште 200 години. Можеби и ќе одат на таа варијанта, ќе се прават овие тензи. Можеби и на другата страна повише одговара да дое војна, а не на Кина, бидејќи Кина е стрплива, ќе чека за кинезите и нивната култура, и 200 години не се ништо, само да се исполна целта. Така стои од прилика сега светот. Имаме уште еден голем играч, што е секако Индија, ќе видиме таа таа е сега многу посакуван партнер, дали ќе биде од оваа или од онаа страна. Турција е исто посакуван партнер. Ќе видиме како ќе биде, тоа ќе го гледаме, ќе се крши околу нас во наредниот период. Андоновиќ би го завршил овој разговор за да не испуштиме во смисла дека и тоа може да биде одредена регионална сила. Своевремено кога бев студент во 80-тите години, еден од авторите во тогашна Југославија, Печулиќ кажуваше дека арапскиот свет има голем потенцијал, меѓутоа тоа се народи со големи држави или многу држави и немаат логика на арапска представа за себе. Како одминува времето од тоа време пред 40 години, добива впечаток дека пополека се создава некаква арапска свест за луѓето дека и тие во наредниот период може да станат. Ајде овака, имавме историска средба, односно историска посета на саудиски политичар на Иран. Вечните, религиозните, значи во секоја смисла ривали и непријатели со неразбирање. Кога Саудиска Арабија лежиште на сунитизмот и на оној радикален сунитизам се одоброволјува да влезе во партнерство со шиитите кои се, повторно ги кажам, и религиозно, и регионално, и секаков тип ривалитет, тоа значи дека тие не се арапи, па не можеме арапска пролет да ја наречеме, но можеме да ја наречеме дека на Блискиот Исток почва да се прават некакви нови коалиции. Со новото раководство или новиот принц, оној таму во Саудиска Арабија, сега, може се што да се случува, бидејќи Саудиска Арабија беше традиционален сојузник и локален обезбедувач за тој регион на Вашингтон. Вашингтон сега е малку... А сега се многу поблиски... Па Вашингтон е сега малку изневерен и Лондон. Пази, Лондон тука игра голема улога, разузнавачки, не е само политичарите ги гледаме. Мислам дека Саудиска Арабија испрати некои пораки кон Москва и Пекинг. Има.
има Иран е со Москва, а ако се здружуваат, како беше непријателот на мојот пријател ми и мене непријател, од прилика тоа така би било, ќе видиме како Ова ќе се повеќе го развиваат. кажаме заради таа представа што се создава дека и тој потенцијален регион може полека да декларира своји интереси во Африка и во други делови. За жал, мала е разликата со по еден потек дали ќе дојде до комплетен мир и соживот на сите или до тотална војна. Со еден чекор еквилибрира состојбата. Дали ќе седнат сите на овој да се договорат, ајде идеме понатаму, на сите да ни е добро, или можеби ќе мала линијата, јас сум со овој, а ако си ти со овој, онда си против мене, и тоа да отвори една војна. Тоа го отвори прашањето на представништвото, односно на представниците што ќе ги представуваат државите, лидерите, председателите, да ја погледнат големата слика и да најдат механизми. Тие они ќе ја гледат. Ние што можеме вака новинарски да гледаме и нашите гледачи кои се нели кои ги интересира, да повториме уште еднаш дека мораме да внимаваме на информациите и ние, јас лично барем ќе кажем за себе, полно пати можам да бидам излажан, па ако понекогаш и кажам некаква вест, сум ја кажал бидејќи не сум можел да знам дали е вистината. Впечатокот со подморницата од минатата недела, сакам да го вратам од вчера што го зборувавме, некако ми разбуди дека премногу беше фокусиран целото влијание за едни 5 мина луѓе кои се разбира животи се животи, но во една екстремна мисија каде што поголема е веројатноста да не се вратите, него да се вратите 5 дена ја бара подморницата и сите бевме фокусирани, вклучувајќи ме и мене во утрински печат ја гледам минатата недела што сум сработил, 5 дена сум зборувал за тоа, сум зборувал за вестите кои доаѓаат од таму, јас не можам нити да знам, нити па сум стручен, но додека тоа се случи, и секогаш е така, кога нешто ќе се случи, сите сме фокусирани и после утредента ја наоѓаат подморници и одеднаш доаѓа обид за некаков пуч, што е само доказ како светските вести, медиуми знаат да те стават, да те резервираат, да те дефокусираат, да ги следиш некој од настаните. Судан се загуби као вест, приметуваш. Да, не постои. Кина, Тајван, таму има нешто, но нема по потреба го активираат. Украина дури, сега јас, сега со Русија се занимавам. Така. Ние од утринава немаме ништо Украина, да, они војуваат, тоа е тоа. Украинците се фалат дека имаат некаков напредок, но да не беше ова со Русија, веројатно ќе имаме повеќе вести. Таму, затоа велам, имаме една затоа вела дека ова е војна на вести, војна во медиумската сфера и сето она што го зборуваме, она што ние можеме да го видиме, а ние тоа што го гледаме последица на таа војна. И сега ти можеш да ги провериш тие вести, но никад не можеш да кажеш дека 100% си ги провери. Нашата намера во секој случај максимално професионална и честна спрема гледачите, тоа што го имаме или тоа што го гледаме, да го презентираме на начин со тоа што всушност јавноста ќе добие информација, не тврдејќи дека тие информации... Не можеш да тврдиш, затоа што повторно ќе кажам. Ние сме трета рака од целата приказ. Благодарам Андонови за гостувањето. Почитувани гледачи, беше ова еден многу инспиративен разговор на тема настани од светот со колегата Андоновиќ и со наша желба да го свртиме вашето внимание. Рекламен блок.